Добро, денеска повторно еве сум во Бутел, при завршување на кампањата да ја осетиме сите оваа победничка еуфорија тука во општината Бутел. Јас се заблагодарив на сите граѓани што ни ја даваат поддршката, што постојано беа со нас на терен и се разбира сите граѓани што ни ги отворија портите, што можевме да разговараме со нив, да размениме мислења на сите оние средби со граѓани и така натака. Јас ја чувствувам оваа енергија, позитивна енергија во Бутел и се надевам дека на 15 ќе се види огромната победа и сите ќе бидат со насмевка на лицата бидејќи следи обнова за Бутел. На многу населени места ветивме повеќе инфраструктурни објекти. Јас сакам да потенцирам за неколку работи. Сакам да потенцирам дека Кучевишка бара и Бел Камен ќе добијат комплетна инфраструктура. И тоа го ветивме пред граѓаните, но еве уште еднаш повторувам. Значи за тие две населени места, бидејќи исто така си се на тромеѓе помеѓу две општини, дека ние како централна власт јавно се заложуваме дека ќе ги решиме сите инфраструктурни проекти, а не како власта сега да отиде незаконски да постави и да фрли малце асфалт колку да ги замачка очите. Таму треба целосна подземна инфраструктура, а се разбира и потоа асфалтирање и нови тротоари. Затоа еве јавно го говориме ова да знаат граѓаните да бидат спокојни дека ние ќе обезбедиме средства и ќе им помогнеме. Но не само на тие две населени места, туку на секаде во Бутел. Као што може да чуеме последно време дека оваа општина, зборам општината Бутел и ова раководство нема едно камче поместено, може само некоја ограда од школа да офарбава и тоа е тоа. Затоа, почитувани пријатели, почитувани сограѓани, сите излезете на 15 и кажете доста е, време е за обнова, време е за бројот 14.